Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Во денешно наше издание, почитувани слушатели, повторно се враќаме на рубриката Профил, каде вечерва ќе го представиме ликот на просветниот работник Томе Танасовски Шарковски. Ќе дадеме исто така најнови вести од Македонија, занимливости поврзани со македонството, но и коментар на неделата, како и благодарност на наши нови помагатели за радиочасот Глас од Македонија. Ви посакувам пријатно другарување во наредниве 60 минути. Но на самиот почеток еве и една жална вест. Новата 2022 година, исто така празникот Божик и нашата православна македонска нова година ја дочека, но веднаш по Василица, без да каже збогум на неговите најблиски, си отиде во вечниот дом, нашиот познат сонародник и основател на тогаш радиочасот Македонски глас, а сега Глас од Македонија, 80 годишниот Михајло Миле Николовски од село Долно Дупени. Завршувајќи гимназија, тој сакаше да го види и светот. Дојде во Канада и можеби носталгијата за родната грудка го натера да се појави тој токму заедно со Мери Кондов и Антон Павлов со радиочас, каде ќе се слуша македонскиот збор и песна со неговиот ораторски глас, каде македонците нестрпливо чекаа за самата програма. Тој исто така беше собственик на патничка агенција, но по добрите услови со фирма или фабрика, каде тој стана и собственик, беше причина да отстапи и од радиото и од агенцијата. Згасна животот на Миле Николовски, кој вечно ќе го жалат неговата сопруга Мери со 4 ќерки и фамилиите, како и 7 внучиња. Но неговото име нема да згасне, поготово што тој радиочас кој го продолжив јас од 1977 година па до денес, а Миле Николовски е тој што ме покани да бидам негов соговорник, Миле ќе се спомнува уште многу години, барем, ако не друго, додека ќе постои овој радиочас, за кое од се срце му благодарам. Сочувство до фамилијата на Миле Николовски, а нему нека му е лесна земјата. Секоја моја радиоемисија, почитувани слушатели, е поставена веќе на YouTube. Ќе можете и денешна емисија некаде во текот на неделава да ја гледате и ако кликнете на subscribe, кој е бесплатно, со тоа ја давате и вашата поддршка за самиот радиочас. Фирмата пак Недан Тим Real Estate, специјалисти за продавање или купување на куќи. Дека е тоа така, докажува нивната успешна 15 годишна пракса во бизнисот, било за куќи, фарми, бизниси, но и специјалисти за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребно. Целосен сервис на тимот, кој со гордост ја зацврстува врската со своите муштерии. Значи, за реновирање, лисинг, купување или продавање на вашиот неподвижен имот, препуштете го на Недан Тимот. Телефонирајте уште денес на 647-333-9628 или 905-877-8262 и побарајте го Васко Недановски. А сега, како што реков на самиот почеток, да отпочнеме со рубриката, односно продолжуваме со рубриката Профил и во вечерашнава наша емисија го застапуваме ликот на Томе Танасовски Шарковски.
Во пазовите на Плаќинската планина и планината Бегла гнездено е подпланинското село Смилево во долно Темирхисарската околија. Ова преисториско и античко село, па се до денес има своја приказна, зашто секој парче земја, секој камен, секоја капка вода, како и насекаде во цела Македонија е историја. Село, каде небото ти се чини навечер, е толку ниско што ќе ги дофатиш звездите. Село со природни убавини, зашто токму таму зеленилото, спокојот и мирот е богатството на ова село. За ова село има многу записи во кои се спомнати Јустинијан Прима или Јустинијан I од 6 век, цар Душан, цар Милутин, потоа кралот Димитрија Волкашин, таткото на крале Марко од 14 век, Отоманската империја, со Омербек исто така, Смилевските револуционери, меѓу кои и Даме Груев, кои со 8 востаници дојде во моето село Велкошти, родно село, во 1896 година, каде во манастирот Света Петка ја формира Охридската чета на ВМРО. Село, каде од 2 до 7 мај 1903 година се одржа Смилевскиот конгрес за кревање на Илинденското востание. Ова село се со, како што ги викаат мијаци, со посебни карактеристики, од секогаш беа храбри револуционери, се занимава со сточарство и овчарство, но најмногу со зидарство, што и ден денес кога зидаат, кога разговарат меѓу себе зидарите, употребуваат специјален јазик, наречен мајсторски јазик, за кој се зборува дека е стариот македонски јазик или како што велат тие уште од времето на Александар III Македонски.
револуционерно село е роден Томе Танасовски Шарковски, 1939 година, син на Илјо и Софија Шарковски, еден од 4 деца, двете ќерки Фана и Блага и другиот син Менде, кои се оцелуваат да живеат во Битола. Најпрво завршува учителска, а потоа завршува факултет, како и наставник по историја, што по дипломирањето учителствува во Мариовското село Градешница. Може би просветата или среќата, но во Битола се сретнува Томе Шарковски со Марика, исто така учителка, за да потоа и стануваат брачни сопатници во животот, каде се нивна рожба двете ќерки Рози и Джесика, а сега и 4 внуци. Преселбата на целата фамилија Шарковски или селувањето во Канада беше кога Томе и Марика беа, што би рекла, тазе во бракот. Со доаѓањето во Торонто, Томе Шарковски не можеше а да замисли неговиот живот да биде во фабричките погони или пак ресторанти. Одлучи и во Канада да добие диплома од областа на просветата, каде добива диплома за англиски јазик, а потоа се вработува во институција на деца од дефектолошки карактер. Шарковски толку многу им влезе во срцето на учениците, што со заминување во пензија тие многу болно и депресивно го примија неговото заминување.